Нашите деца денес нема да можат да почнат со редовна настава. За учениците со посебни потреби учебната година не започна како и за сите останати. Главна причина за ова е бидејќи се оставени без асистенти кои ги имале во изминатите неколку години. Зоран Мијалков од Штипе, родител на дете со посебни потреби, и вели неговото, но и останатите деца денеска не се на училиште. Главната причина е тоа што овие 800 и нешто деца, едно од тие е моето, има асистенти посредните 3-4 години. Значи, моето дете конкретно имаше 3 години иста асистентка. Ова година, наместо преку ретото да завршат, дали треба прекин на работен однос или било што, и од 1 септември асистентката да си има договор како предходните години, моето дете денес со асистентката да си почне со редовна настава, инклузивен, поводи нивен пропуск, нашите деца по се изгледа 2 до 3 недели ќе останат без образование. Значи за децата со посебни потреби се важни, образовни потреби се важни затоа што имаат потреба од помош за да ја средат редовната настава. Дури некогаш пружат помош за во веце да отидат. Некои од децата не знаат сами да си одат во веце. Значи некои од децата се на посебен режим на исхрана, треба да бидат хранети. Значи има деца кои што се со епинапади. Значи никако не е ситуацијата, не само што ги загрозија нашите деца што нема да одат на настава, туку и здравствено, затоа што ова е шок за нашите деца. Министерката за образование и наука на денешната пресконференција истакна дека се ќе биде во ред и со настава редовно ќе започнат и децата со посебни потреби. Револтиран од настанатата состојба, Мијалков реагира и до Министерството за образование и наука. Вели ако не добијат асистенти, ќе следуваат протести. И нека дојде, еве денес министерката на моето дете лично да му објасни зошто нема да има асистентка и зошто нема да оде во училиште. Не смее во оваа земја веќе нема да дозволиме да бидат нашите деца дискриминирани по никој остов. Доста е и ги повикувам, стварно ги повикувам, бидејќи стварно ќе дојде до големи протести. Јаневска денеска истакна дека над 800 образовни асистенти ги потпишале договорите за работа, а уште 200 тоа ќе го сторат во наредниот период. 815 образовни асистенти денес ги потпишуваат договорите и денес можат да почнат со работа. За оние 200 за кои немаше обезбедено средства, ние ги проектиравме дека ќе бидат потреби и ги обезбедивме со ребаланс на буџетот. Денес се објавуваат конкурсите. Конкурсот ќе трае 5 дена, потоа следат уште 2 недели обука и тие веќе после тој период можат да влезат во училиштата. Но јас деновиве постојано повторувам родителите да не се вознемируваат. Вестите кои нашиот политички опонент се обидува да ги прошири се лажни. Училиштата се обврзни да имаат инклузивни тимови. Наставниците се обврзни да си ги примат сите ученици во оделението и да се погрижат за нивното образование. Децата со посебни потреби имаат своја рутина, посочува Мијалков и додава дека на тој начин тие функционираат. Доколку немаат образовен асистент, на дел од нив им е отежнато одењето на училиште, а друг дел воопшто не можат да следат настава.